Добро, почитувани дами и господа, најнапред ви благодарам што дојдовте денеска и присуствувате на многу важна тема. Би сакал да ве воведам во темата, имено како што знаете, во тек се преговори околу носење на новиот закон за јавно обвинителство на Република Македонија, кој се менува после 12 години и кој треба да се сообрази со Законот за кривична постапка и со сите постулати кои се битни и важни од аспект на меѓународно право, од аспект на основни човекови права, и од аспект на одговорност, отчетност на јавните обвинители. При тоа би сакал да ви информирам дека ВМРО ДПМН оствари една средба во понеделникот, на која средба ги дадовме забелешките на законот, на предлог законот, кој е изваден од страна на владата на Република Македонија. Тие забелешки беа 120 страници, истите беа доставени дента, од таа причина имавме и долг ден, 6 часа, разговаравме на тие. Оно што можем да го заклучиме, тој закон најнапред не ги содржи битните елементи кои треба да ги содржи секој закон. Тој закон има големи правни вакууми, во тој закон не се обработени битни теми кои се однесуваат на односот на полицијата, јавното обвинителство, односот на јавното обвинителство со другите органи и така натака, кои се суштествени за понатамошно функционирање на ова итекако важна институција во Република Македонија. Процесот продолжува, денеска ние ќе ви достават документ, ние бараме 3 принципи да бидат почитувани од страна на позицијата во носењето на законот. Првиот принцип е принцип на целосно имплементирање на меѓународни стандарди кои се однесуваат на обвинителството во Република Македонија и обвинителите. Имено, при прегледот на предлог законот недостасува 12 битни смерници или 12 битни меѓународни постулати, а кои се, како што ќе бидам многу краток, тоа се препораките на Комитетот на министри, тоа се колумбиските правила, будампештанските правила за оваа област, како и венецијанските правила кои се однесуваат во вториот дел, а не се имплементирани во овој закон. Вториот дел, кој е исто така многу важен, при донесување на овој предлог закон од страна на ВМРО, и кој бараме како принцип да биде имплементиран во новиот закон, е почитување на основните човекови права. Почитувањето на основните човекови права е битен елемент од два аспекта. Прво, ние бараме да биде оформено одделение, кое на посебно одделение ќе следи праксата на судот на Европскиот суд за човекови права и истата ќе ја имплементира во идната работа на јавното обвинителство. Понатака, согласно две препораки на Комитетот на министри и праксата на судот во Страсбург, исто така бараме во делот на доказите со кои располага специјалното јавно обвинителство да се постапи согласно овие препораки, односно истите препораки не може да служат, истите докази не може да служат во понатамошни судски постапки и бараме да се имплементираат овие препораки во новиот закон за јавно обвинителство. Понатака исто така сакаме да потенцираме дека бараме третиот принцип, покрај принципот на имплементација на меѓународните стандарди, покрај принципот на почитување на основните човекови права во законот, ние бараме трет принцип кој сакаме да го прифати за како би можеле да одиме понатака во преговорите. Третиот принцип е на независност, неутралност, отчетност, ефикасност и ефективност во борбата со криминал. Во една држава каде што постои владење на право, структурата на обвинителството е хиерархиски поставена, а делотворноста на обвинителството во однос на јавните обвинители е силно поврзана со постоење на отворени линии на овластување, отчетност и одговорност. Јавното обвинителство на Македонија
постојано се соочува со предизвикот да одговори соодветно на постојаните промени во општеството. Моделитетите на обвинителството во заедницата се важни чекори кои ќе ги примениме. Од таа причина ние имаме неколку со тоа ВМРО ДПМНЕ бара избор на јавен обвинител по предлог на опозицијата, решение кое ќе ефектуира независноста и неутралноста на јавниот обвинител од извршната власт. Понатака, согласно принципот на отчетност, специјалното обвинителство да ги доврши започнатите судски предмети кои се поднесени до 30 јуни 2017 година и согласно со законот да престане да извршува функцијата сегашниот персонален состав на ова обвинителство, како и да се формира анкетна комисија која ќе оцени неговата работа од страна на Собранието на Република Македонија. Ова е многу битно, би сакал да потенцирам дека во работата на јавното обвинителство имаме донации од страна на странски држави. Тие странски држави еден ден ќе прашаат каде се отидени нивните пари, парламентите на нивните, како на пример колку што знам и колку што ни е познато, во работата на специјалното јавно обвинителство се инвестирани 2 милиони евра. Тие, значи, единствен начин и најдобар начин да се види како се потрошени овие пари е со формирање на анкетна комисија од страна на парламентот на Република Македонија и увид во работата на специјалното јавно обвинителство во изминатиот период. Понатака, согласно принципот на ефикасност и ефективност во борбата на специјалното предлагаме сформирање на оделение во рамките на специјалното јавно обвинителство, оделение во рамките на јавното обвинителство за организиран криминал како специјално јавно обвинителство и предлагаме за проширување на делокругот на предметите, поготово оние предмети кои во изминатото беа покриени со различни афери и отварање на овој корпус на предмети од страна на нов специјален јавен обвинител. Со тоа ВМРО ДПМНЕ со предлогот на овие принципи, значи кои треба да се мисла водилка, стои на располагање во делот кој се однесува на соработка за изготвување на новиот закон за јавно обвинителство. Сакам да потенцирам дека ВМРО ДПМНЕ, согласно и ќе го погледнете и документот, значи е првата партија во Република Македонија која се залагаше за евроинтеграција и има сериозна намера, доколку постои сериозна намера од страна на позицијата во овој закон, доколку се прифатат овие принципи, да партиципира активно. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Владата ви ти кажа дека нема шанси да го прифатат вашиот предлог за посебно оделение во склоп на јавното обвинителство, дека тие бараат да си остане СЈО како посебен орган, а исто заедно се ви дека нема намера да ја смени Катица Јанева. Што ќе правите вие доколку тие си останат на своите барања? Ќе учествувате понатаму во законот за думите? Значи ние сме многу јасни. Имаме три услови од кои не се повлекуваме. Трите принципи се многу јасни. Значи имплементација на меѓународни стандарди, почитување на човекови права. Така да сметаме дека овие работи мора да бидат имплементирани во Законот за јавното обвинителство. Не. Конкретно колку амандмани ќе поднесете на предлог закон? Тоа зависи, ако продолжат така, тоа зависи. Зависи од многу работи. Значи, зависи од тоа дали ќе продолжиме, дали ќе се прифатат овие принципи за понатамошна соработка. Ако не се прифатат овие принципи, ние нормално дека ќе поднесеме амандмани. Нашите забелешки беа само 120 страници вечерта во првите преговори, така да на тој закон кој е нестрикно препишан од страна на Министерството за правда, дури до сентенција препишан од Хрватска, така да и не е прилагоден на македонските потреби. Многу ми е жал што морам да го изјавам ова, ама таа е вистината. Господин Микеновски, во вториот принцип почитување на основните човекови права, дополнивте доказите од СЈО да не служат до правоснежните постапки. Апсолутно.
Погледнете вака сега. Значи, ние, како граѓани, најверојатно ќе го платиме два пати специјалното јавно обвинителство. Ќе го платиме неговото функционирање и неговото недобро работење пред меѓународните институции. Што сакам да кажам? Постои препорака и пракса на судот во Страсбург, каде категорично е кажано кои докази можат да бидат земени како релевантни во одредена постапка. Значи, постои предметот Малоне против Обединето кралство и предмети против Франција, кои, значи, се утврдени повреди на членот 8, тоа е правото на приватност, став 2, каде јасно е наведено дека доказите прибавени од неовластен, значи, ненадлежен орган, не може да бидат докази во постапката. Точно треба да бидат и да се знаат правилата на собирањето на доказите утврдени со закон. Ние во овој дел сакаме да потенцираме и би ве замолил да ја пренесете пораката до јавноста. Ние сакаме и имаме сериозна намера во делот на борбата со криминалот. Доколку утре се отворат предмети, но не со истите докази, ние немаме намера истите да ги обструираме. Дори напротив, доколку се докаже, значи, имаме намера, значи, тој процес да го помогнеме, ако некој се обидел или сторил одредено кривично дело. Значи, ако добро го разбрав, само заради начинот на кој што се... Апсолутно. Значи, ние два пати како држава може да ги платиме. Тие предмети ќе паднат во Страсбург. Во дописот вие ги имате и препораките на Советот на министри, кои се однесуваат за начинот на работењето со ваквите докази. Тоа се две препораки и имате праксата на судот во Страсбург. Што треба повеќе да зборуваме за оваа работа?